Катастрофата што се случи со пожарот во Трубарево отвори многу дилеми за тоа како функционираат, односно не функционираат македонските институции, меѓу кои и за здравството. Луѓето беа загрижени за сопственото здравје во однос на загадувањето. Еден од двајцата министри од кои што опозицијата побара оставка, господинот Азир Алиу, министерот за здравство, вечерва е со нас. На оваа тема ќе зборуваме со уште еден извонреден експерт. Останете со нас. Да ме прашавте пред неколку години, ќе ви кажев дека единствено кога граѓаните не само на градот Скопје и Република Македонија воопшто дишат чист воздух само некаде во периодите април, мај и јуни. Под граничните вредности на Европската унија. Тоа не значи дека воздухот е чист, него само ги задоволуваме граничните вредности од директивата на Европската унија. Меѓутоа сега за жал еве последните настани кои ги набројавте не можам да кажам дека ние имаме можеби месец со чист воздух, затоа што на вистина овие нови предизвици кои што се јавија, без да намера да навлегувам во генезата и иницијативите, мотивите зашто ги имаме во толков голем број во последниве неколку години, меѓутоа се соочуваме со ризици поврзани со климатски промени, а тоа се шумските пожари, дел од нив се можеби подметнати, дел од нив се можеби резултат на климатските промени. Се соочуваме со горење на депонии, тоа не е воопшто тоа е наша системска грешка затоа што менаџментот со депониите и управувањето со отпад е доволно познат како јавно здравствен проблем. Ние немаме регионални депонии. Менаџирањето ни е навистина примитивно и тука навистина системот слабо одговара на предизвиците. Меѓутоа ни се случуваат еве вакви настани за кои што со години наназад како експерти кажуваме дека хемиските инциденти сме слабо покриени како институции на системот, и од лабораториски аспект и од стручен аспект. Стручеци имаме, меѓутоа сме полни со теоретско знаење, не и со практично знаење, но се соочуваме со предизвик за кој што институциите не се воопшто подготвени. Она што би сакала да го потенцирам е дека акцентот некако се стави само на Трубарево и околината, па граѓаните навистина влегува една психоза дека тие се најмногу оштетени. Ќе кажам дека таму сето тоа што го очекуваме да се емитира и со нетрпение ги очекувам резултатите да се потврдат емисиите на колкави дози и концентрации сме били изложени, е закана не само за градот Скопје, него и за регионот, затоа што голем дел од тие хемикали што очекуваме да се емитираат во воздух при пожар од такви размери, се глобална закана. Зборуваме за перзистентни органски загадувачи од типот на диоксини и фурани. Системот, како што кажав, одговори на предизвиците со капацитетите што се достапни. Но она што не можевме да одговориме е тоа што мерните станици ги мерат тие така наречени неспецифични загадувачки супстанции од типот PM2,5 и PM10 честички и гасовитите супстанции, јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, азотни оксиди, сулфурни оксиди и озонот, кој што не иде во прилог на моменталната ситуација. Меѓутоа, прашањето што неколку години постојано го повторувам е дека ние мериме маса, концентрација на тие честици. Не вршиме хемиска спецификација да видиме кој е хемискиот состав и што на нив е залепено, односно налепено при овој пожар од сообраќај, од различни извори на загадување. Иста концентрација, мораме да бидеме свесни на тој факт, дека иста измерена концентрација на загадувачка субстанца, например PM2,5 честички, кај во различни сценарии, кај различни популации ќе даде различни ефекти затоа што има различен хемиски состав. Ние треба да сватиме како држава дека треба да вложиме во лабораториски капацитети на институциите да направат хемиска спецификација, односно што PM2,5 честичките налепиле на нив. Опаѓа загадувачката субстанца годишно 2-3 микрограми и не можеме да очекуваме квантен скок затоа што навистина треба многу вложување од сите институции на системот за да се добијат поголеми и повидливи намалување на концентрациите. Реков дека и атрибутивната смртност опаѓа, 4200 смртни случаи од сите луѓе што починале, од прилика 20 до 25.000 што починуваат годишно во Република Македонија, тоа е некаде 16 до 17% се припишуваат на аерозагадувањето, значи на тековниот квалитет на воздухот. Таа стапка, односно тој процент опаѓа од година во година, затоа што загадувачката субстанца опаѓа. Еве конкретно градот Скопје се движи некаде 23-24 микрограми, значи веќе е под таа обврзителна сегашна на гранична вредност на законите национални што ги имаме, а гледаме да се согласени со овие на Европската директива. Но нема да бидам задоволна затоа што навистина треба прогресот да биде многу поевидентен и мој лично мислење впечаток дека во конкретни конзистентни мерки многу повеќе вложуваат интерес и
ангажман, да речем, меѓународните организации или амбасадите, отколку ние самите. Не смееме да дозволиме климатските промени и температурата да ни ја намалува концентрацијата на, значи барам по-конзистентни мерки од сите вклучени институции, особено од локалната самоуправа, по-конзистентни мерки, по-ригорозни, не само планот треба да го има, но и да се спроведува стрикно и поголема казнена политика за да добиеме поголемо намалување на концентрациите. Здравствените ефекти не се прати само општата смртност. Например, градот Скопје пред известно време ги завршив пресметките за и анализата на смртноста. Стандардизираната стапка на смртност во градот Скопје од сите причини на смрт е пониско од државниот просек. Нешто незначително на пониска. Меѓутоа, стапката на канцер, на малигните неоплазми и tekako е повисока, но има и тренд на пораст. Тука се поставува прашањето зошто во град кој што има релативно младо население, во споредба со градови кои што веќе ќе ни изумрат заради миграцијата и иселувањето на луѓето, зошто град со високо обучени, едуцирани, млади луѓе што ни доаѓаат тука, дали како студенти, дали како можност за работа и така натаму, има толкава стапка на смртност што е во пораст. Особено во пораст после ковид периодот. Од канцер, да. Не заради неспособноста, туку затоа што не се инвестира во лабораториски капацитети, во стручни обуки, тренинзи, да навистина имаме експерти, не дека немаме, меѓутоа тоа е континуиран процес. Единица или двојка е навистина застрамувачки, додека, да речеме, за биолошките ризици, оценката беше 5, значи невисоката оценка при таа самоевалуација, тоа се докажа при ковид кризата. Нашиот здравствен систем солидно одговори во првите моменти, месеци на ковид кризата. Имавме прилично ниска стапка на смртност, веќе после се откочи спиралата и 2021 е година која што сакам да ја заборавиме дека некогаш постоела. Се разбира дека најзагрозените групи се малите деца уште неродени како фетус, како ембриони во утробата на мајката, иако мислиме дека тоа е најбезбедното место на планетата Земја. Меѓутоа, тие се некако најизложени затоа што сите овие хемикали за кои што претходно зборев, особено специфичните, паховите, органските испарливи соединенија, особено диоксините, фураните, па и линданот кој што спаѓа во групата на перзистентните органски загадувачи, без проблем ја поминува не само во мајчиното млеко, односно мајката дои, а не знае дека дои со на некој начин условно речено токсично млеко, но да не бидам погрешно разбрана, доењето е единствен и незаменлив начин на исхрана на новороденото дете. Господине Алиу, добро дојдовте во Агенда 35. Последно сме се виделе на вашата претходна позиција, кога бевте министер за јавна администрација. Во најавата споменав дека за скандалот, односно за катастрофата со пожарот во Трубарево, опозицијата побара оставка и од вас. Се чувствувавте ли прозван или се чувствувавте ли одговорен за тоа што се случи? Благодарам на поканата. Знаете, затекнав за жал здравствениот систем кој што има многу импровизации, затворен за јавноста, нетранспарентен. И за жал тоа продолжува и понатаму од страна на опозицијата, за жал во овој случај од страна на бивш колега, министер за здравство, каде што наместо да нудиме решење и заедно можеби да седнеме да анализираме ситуација и да нудиме решење, ние се препукуваме по медиумите кој да даде оставка и зошто да се даде оставка. А тоа зошто да се даде оставка едноставно нема ни мерни индикатори, ни податоци, информации зошто министерот би дал оставка во ситуација која што во првиот момент се случи во 1:30 часот за жал пожарот. Ние за пола сат креиравме кризен штаб, составен од доктори, експерти од областите кои што ценевме дека ќе бидат од корист во ситуацијата, и исто така администрација внатре во здравството. И реагиравме, мислам дека после 2,5 часа, 3, ако не се лажам, со првата информација заедно со Институт за јавно здравје. И сега идејата е на оставката зошто препораките се толку општи. Знаете, сензација во здравството нигде не треба да има, најнашто не во здравствениот систем. Ние, и јас и како личност, ние како институција се водиме од податоци, од информации, од анализи направени на терен. И тие општи препораки беа буквално, затоа беа намерно општи препораки, бидејќи немавме информации на терен,
дали ситуацијата ескалира и дали треба построги препораки да има. Затоа во паралелно со нашите препораки имаше и активност од страна на Министерството за внатрешни работи, се со цел да може тие граѓани кои што се во тој тесен радиус на кај што се случуваше и се гореше отпадот, да може да се отстранат и тие автоматски се отстранија, не беа дел од тој екосистем, загаден екосистем внатре. И ценам дека и ние и понатаму ќе продолжиме да работиме по таа методологија базирана на податоци на реални активности. Популизам мислам дека во здравството најмалце треба да има. Да, споменавте дека се водите по јасни параметри. Институтот за јавно здравје не мери присуство на тешки метали во воздухот. Тие анализи допрва се прават. Можат ли граѓаните да знаат кога ќе имаме податоци, точно колкава загаденост се случи со тој пожар? Значи, веќе има од акредитирани институции, меѓународно акредитирани институции, земени примероци. Тие примероци, знаете, има потреба да се анализираат, таква е методологијата за да може да имаме конечни резултати. Институтот за јавно здравје од другата страна мери активност, радиациона активност на почва, на вода и на воздух. Веќе излеговме со информации, тоа два пати. Значи, знаете која е методологијата, мерите еднаш, после мерите втор пат на тој дел, после дождот уште еднаш треба да се мери во почвата, дали имаме активности и после месец дена. Значи, таа методологија е строго научно дефинирана и Институтот за јавно здравје работи по таа методологија. Затоа уште еднаш напоменувам, во вакви процеси кои што се многу сензитивни, граѓаните треба да бидат информирани од институциите во реално време, транспарентно, но исто така базирано на податоци. И замолувам и јавноста и за жал и доктори имаше други кои што деформираа информации се со цел да добиваат политички поени. Мислам дека не е ни време ни простор во ваков тип на случувања да може да се искористи и да се претвори таа политичка битка, да се искористи, да се претвори таков негативна енергија да се креира во општеството, бидејќи тоа делува исто така негативно. Ние да не го заборавиме тој менталното здравје. Значи тие трауми, тој тип на апсорбирање на податоци, таа паника најверојатно понатаму влијае врз општеството, врз семејството, нашата работа и така натаму. Мислам дека мора да бидеме по-сензитивни кон такви процеси и поодговорни. Апсолутно, тука сигурно никој не би спорел со вас. Меѓутоа, знаете, има една крајна недоверба на граѓаните во институциите, не само во здравствениот систем, таа се гледа и на сите анкети, па од тука веројатно уѓето и не секогаш здраво за готово ги земаат препораките или податоците кои што доаѓаат. Од друга страна пак многу други елементи од системот затаја, например легитимни се прашањата како воопшто се дозволила таква една полуимпровизиран објект да постои во населено место, да дојде до тој пожар, кои се тие контроли, какви лиценци се издадени. Многу алки на системот се чини дека затаиле. На крај, сето тоа кое што ни системот не успева да се санкционира или да се превенира, се прекршува во секторот здравство. И луѓето се разбира загрижени за сопственото здравје, гледаат што вие можете да направите, без разлика што причините може би биле на некое друго место. Така е, и природно е да биде така. Знаете, посензитивни институции се во секоја држава, не само кај нас, здравството и образованието. Веќе се клучни, значи за секој општество, за секоја држава, со добро образован систем, со добро здравство, вие креирате здрава нација и едуцирана нација. И тоа е нормално. Исто така, рековте дека граѓаните не веруваат многу во здравствениот систем, и тоа е факт. Затоа работиме интензивно на три главни столба во здравството. Значи, без добра инфраструктура, вие колку и да имате добар доктор, на крајот на денот ќе се распрашувате дали докторот е добар, но дали има доволен материјал, дали има доволни средства за да може он да аплицира, да го аплицира знаењето што го има врз мене или врз моето здравје.
И затоа работиме интензивно на креирање на соодветна инфраструктура, потребна базична инфраструктура за секој доктор, за секоја амбуланта. Што поконкретно правите? Па, прво вака, целиот модел за здравството, значи финансискиот модел и имплементација на процесите ќе се базира на податоци. Што направивме? Заедно со Светска здравствена организација почнуваме една од најголемите реформи ќе биде примарното здравство, бидејќи секогаш од локалната заедница, од примарното здравство, од секоја мала амбуланта во град, почнува процесот да се деформира или процесот да оди како што треба. Креираме јасни протоколи, здравствена патека на секој граѓанин, секое заболување, како треба да се справува прво матичниот доктор и понатаму како треба или дали треба тој пациент да стигне до секундарно или терцијално здравство. Ова ќе помогне многу заради менаџирање на процесите во здравството, но исто така ќе ја подобри таа комуникација помеѓу пациент-доктор. Значи, во моментот, за жал, можам да кажам дека кај матичните лекари тој протокол постои, но некако или слабо се имплементира или немат услови да се имплементира, понекогаш заради инфраструктура, понекогаш заради, да кажам, да не трошат многу енергија и пациентите автоматски одат во секундарно или терцијално здравство. Тоа значи дека во секундарно или во терцијално здравство, докторите кои што работат имат поголем обем на работа, да не збориме за клиничките универзитетските клиники, кои што освен клиничкиот момент имат и ресерч, имат и моментот на нов пристап, нова методологија кон заболување и така натаму. Вториот момент е креирање на јасна здравствена мапа во државата. Ние за жал не знаеме, се уште немаме јасна слика во која институција кои услуги се нудат. Зборам реални услуги, не услуги дефинирани на хартија. Знаете, досега све беше базирано на хартија, да имаме таков одел, имаме толку лекари, но на крајот на денот од нашите информации во кои што ги агрегираме сега веќе секој ден и ги анализираме, гледаме дека во некои здравствени установи такви услуги воопшто не се нудат или многу малце. И третиот момент е дигитализација. Знаете, јас цврсто верувам дека преку таа дигитализација ние ќе имаме отчетност, ќе имаме транспарентност и подобрување на здравствените услуги. Заради тоа што во реално време секој од нас, како граѓанин, како дел од таа здравствен екосистем, ќе знаеме што се случува и со нашето здравје и со услугите кои што треба да ги добиваме. Сега, за жал, и скринингот, кој што е, затоа и се вика скрининг, кој што во реално време треба да добиеме слика наод што се случува со нашето здравје, трае со месеци, 5-6 месеци, понекогаш и една година. И тоа е заради таа неоптимизација на процесите внатре. Да не збориме за листа на чекање. И што направивме? Значи, веќе од 15 септември, сите здравствени установи, и приватни и јавни, задолжително, јавните и така ги има сите податоци во мој термин во нашиот систем, сега веќе и приватните задолжително ќе мора да се отвори можноста да се агрегираат податоците во здравствениот систем. Зошто тоа е битно? Прво, битно е за креирање на политики. Креирање на политики базирани на податоци значи дека ние како Министерство за здравство мора да имаме во реално време јасна слика што се случува со нашите граѓани, со здравството и здравствениот систем во државата. И тоа придонесува кон подобро креирање на политики за епидемии во иднина, подобро креирање на политики за капацитет, за човечки капацитети во државата, подобро креирање на политики за функционалност на институциите од аспект на финанси, инфраструктура. И кога ќе имате јасна слика, вие знаете колку пари треба во една институција заради таа и таа услуга, или колку луѓе треба во една институција заради тоа што имат недостаток на експерти. Имате еден
јасен поглед на нештата. Ќе ве навратам на реформите кои што се прават во Министерството. Меѓутоа, кога веќе споменавме недовербата на граѓаните, имавме еден ужасен скандал со онкологија, што таму се случуваше, едно брутално газење на етиката на докторот, на медицинската етика во суштина. Потоа се случи скандалот со непотребните операции, односно аферата на срце, кој што господинот доктор Кедав го откри. Докаде е овој процес, како вие го доживеевте како министар за здравство? Навистина е ужасно тоа, сите тие наоди кои што се извадија на површина. Така е. За жал, уште еднаш ќе кажам дека здравствениот систем во државата има многу недостатоци и од аспект на профилизација и нудење на услуги со јасно дефинирани индикатори, со квалитет кој што не само граѓаните, туку и Европа веќе ги бара. Од другата страна, позитивно е тоа што веќе граѓаните се повеќе и повеќе информирани. Тие знаат што очекуваат од здравствениот систем, знаат што очекуваат од докторот и знаат каква инфраструктура треба да има. И тој притисок за нас е позитивен. Затоа ние отворивме и имаме два модела внатре во кабинетот. Едниот е отворен кабинет кој што секој петок граѓаните можат физички да имаме средба без никаков протокол, за да може да добиеме информации што се случува во здравствениот систем. И вториот е преку порталот, за да може да се пријават таков тип на недостатоци. Зошто ни беше битно ова? Вие рековте дека имаме онкологија, вториот момент беше со кардиологија и кардиохирургија. И двата случаи, и првиот и вториот, се поврзуваат со човечки фактор. Значи, во прашање доктор, медицинска сестра и цела инфраструктура поврзана со луѓе. Да не без еуфемизми. Сега од другата страна, здравствениот систем, за да може да интервенирате, вие мора да имате во реално време информација. Тешко е, јас и да бидам искрен, барав и мислев дека преку овие две алатки ќе имаме многу повеќе информации што се случува со здравствениот систем. Повеќе пријави, мислите, од граѓаните? Повеќе пријави од граѓаните. За жал или за среќа, значи за жал, ако веќе постојат и не ги пријавуваат граѓаните, значи се плашат од нешто. Најверојатно се плашат, бидејќи ние правиме анализи, имаме цел сектор за тоа кој што дневно се бави, дали имаме пријави, каков тип на пријави, понатаму дали треба да се процесираат тие пријави. Можеби не се доволно информирани, можеби треба повеќе да го изрекламирате на некој начин. Една од причините може да е тоа. Не се доволно информирани и за едната и за втората алатка. Втората, за жал, ако е точно, е страшно, дека граѓаните се плашат и се плашат заради тоа што велат. Утре пак имаме потреба од доктор, од лекар. Вели пак утре можеби ќе завршам во таа институција или кај тој доктор. И ова е страшно ако тоа се случува. Затоа ги охрабрувам граѓаните да пријават, секоја пријава е анонимна. Значи пријавите едноставно и граѓанинот сам да напише име и презиме. Ние заради законот не сме во можност и не смееме и нема да го направиме тоа јавно, да ни институцијата нема да биде информирана, ни ние како внатре како министерство, освен работната група, нема да тие информации да излезат во јавноста или надвор од таа работна група. Затоа нека бидат спокојни граѓаните, нека пријавуваат ако има таков тип на злоупотреби во здравствениот систем. За првиот случај во онкологија знаете дека процесот е веќе во тек и надлежните органи веќе работат. За вториот случај ние како министерство одма по информацијата што ја добивме од медиуми од страна на професорот Кедев, направивме работна група. Таа работна група се состои од 15 луѓе кои што се експерти од различни области, значи доктори, економисти и правници. Таа е затворена група со сите можни инфраструктурни барања што ги има, значи со компјутер, со проектор, со систем за читање на одите од пациентите. Во моментот работат, имаме 8 пријавени кейса, работат во тексе, има 3 состаноци. Во првиот почетен состанок бев и јас дел од состанокот, чисто да ги информирам дека целиот процес мора да е транспарентен и мора да се базира врз наука и јасно дефинирани индикатори.
и веќе еве за среќа, значи вториот состанок беше дефинирање на методологија на работа и тој состанок јасно се дефинирани чекорите и методологијата. Веќе на третиот состанок имаме веќе читани наоди резултати од тие 8 кейса што ги имаме. Чекаме да завршат. Наредната недела имаат состанок. Се надевам дека ќе завршат, ако не најверојатно ќе им треба, можеби ќе им треба уште еден дополнителен состанок. Како и да е. Значи таа група на експерти нема да и им кажав дека нема да бидат ни под притисок на време, ни не сакаме сензација од извештајот на таа работна група. Затоа и досега, додека се уште процесот не е затворен, во јавноста не излегуваме со наоди. Ние веќе ги знаеме некои наоди од нив, да, првични, но чекаме да заврша со сите 8 кейса што ги имат и после да излезат со извештај. Исто така имаме уште една група со тројца интернационални експерти, кои што заедно, после овој чекор, заедно со оваа работна група, ќе седнат заедно и ќе направат анализа, ад-хок анализа на можеби на дополнителни случаи ако ги имаме до тој период, ако не да видиме тој извештај, бидејќи тој извештај за мене и за Министерството ќе биде дел од нашите активности во календарот. Значи, после тој извештај, ако треба да се менува некој закон, ќе менуваме закон. Ако треба да се менува некоја методологија или протокол, ќе менуваме методологија и протокол. Сакам да кажам дека нема извештај да биде само хартија која што ќе биде на веб страна на Министерството и да заврши со една пресконференција. Туку ќе биде патокас понатаму за подобрување на здравствениот систем. Ќе ве држиме за збор и ќе го следиме процесот. Споменавте дека заудно се добри лекари кога нема соодветна инфраструктура здравствена, добра опрема, добри болници, меѓутоа и обратно. Заудно ви сте добри болници ако немате добри лекари. Се почесто гледаме наши квалитетни добри лекари кои што за жал ја напуштаат земјата. Не е тоа само во Македонија случај. Цел Балкан на некој начин се сели здравствениот кадар. За да ги задржиме дома, меѓу другото, ние големиот дел од реакциите кои што ги добиваме од нив се жалат на партизација, на вработување со врски, вработување преку партиски списоци. Еден клучен проблем на кој што и група невладини, сите асоциации на млади лекари реагираат е дискреционото право кое што директорите на болниците го имаат. Вие сте човек кој што доаѓа не баш од овој сектор, доаѓате од информатиката, кај вас како велат, 1.0 начинот на функционирање. Како се дозволи да се создаде вакво едно дискреционо право, законски овозможено, во систем кој што треба најдобрите да ги издигнува? Еве ќе почнам од последното, бидејќи одговорите најкраток, за првиот дел ќе ми треба малце повеќе време. Еве јавно информирам дека и мене тој дел ми е нелогичен. Во целиот процес, од самиот почеток, транспарентноста е фантастична, сите чекори се добро дефинирани и на крај последниот чекор е дискреционо право на директор за да одлучи кој ќе биде вработен како лекар или медицинска сестра во установата. Зошто велам дека ми е нелогичен? Ако е за менаџерска позиција, тука веќе има логика. Ако вие бирате соработник за да менаџирате со институцијата, реално, освен профилот, професионалниот профил, ви треба и таа емпатија, тој начин, таа методологија на работа. Ви треба партнер со кој што можете да работите. Вие можете 5 експерти да соберете на едно место, ако тие немаат дефинирани слични методологии, ќе имате само хаос во тој систем, нема да имате резултати. Но кога се работи за експерти од областа, не знам, доктор, медицинска сестра, мислам дека директорот тука залудно треба да одбере кој е од нив најдобар, ако веќе протоколот и сите процеси досега јасно кажуваат дека и се рангираат, јасно се рангираат сите профили на доктори или медицински сестри кои треба да се вработи. Еве јавно кажувам дека јас сум исто така против овој дел на и при тоа на крај законско решение. Јас сум против тој момент. И сега знаете, најверојатно јавноста знае дека менуваме 12 закони
Значи 12 закони имаме работни групи кои што ги анализираат, именуваат членови од закон заради неколку причини. Понекогаш заради таа дигитализација што ни е потребна, нели понекогаш имаме законски пречки, па мора некој член од законот да се менува. Исто така овој дел ќе се менува, исто така Значи, специализациите. ќе се укине дискреционото право на директорот. Јас ќе работам да се дефинира процесот да биде транспарентен и да биде меритократски. На крајот на денот, тој што заслужува да биде вработен, бидејќи тој доктор ќе обслужува граѓани и ние сме потенцијални пациенти за секој доктор или медицинска сестра и ќе се борам за да може процесот до крај да заврши и таа нишка на меритокрација да не падне, да не се множи со нула во последниот чекор од целиот процес. Знаете зашто вака директно ве прашувам? Очекувам, веројатно и вие очекувате да има и политички притисок за ова, не на сите ќе им се допадне вашава одлучност да воведете меритократија, затоа што многу од политичките гарнитури токму тука гледаат простор како тој клиентелизам да се одвива на некој начин. Ајде ќе одам чекор напред. Уште, значи во здравство и во образование ние си правиме контрауслуга ако се политизира тие процеси. Во образование сите сме родители и имаме деца. Утре на крајот на денот наставник на моето дете ќе биде партиска личност која што не е профилизиран како што треба и податоците, информациите и там педагошки пристап кон детето нема да биде на ниво. Уште пострашно е во здравството. Значи, уште еднаш напоменувам, во здравството секој од нас е потенцијален пациент во секој момент. И вие не знаете во тој момент кој ќе биде од другата страна кој што ќе ви дава услуга. И јас сум сигурен дека и ова е разговарано и на ниво на влада, дека оваа влада има јасни цели. Значи, дека здравството мора да биде на здраве нозе, тука и инфраструктурно затоа се инвестира многу, но исто така и од човечка гледна точка. Затоа, заедно со, најавувам, заедно со Министерство за образование, формираме работна група која што ќе има членови од здравство, од образование, од статистика, од Агенција за вработување и ќе направиме национална стратегија за 10 години која што ќе има научен пристап. Таа методологија ќе биде базирана на демографија и научен пристап кон епидемиолошки информации добиени од теренот и од науката и на крај ќе излеземе со јасно дефинирана стратегија колку човечки капацитети ќе ни требаат наредните 10 години, а при тоа да биде балансирано помеѓу експертите, докторите и медицинските сестри и клиничките побарувања од општеството, од граѓаните. И со тој баланс ние ќе имаме веќе јасна слика колку доктори, каде ќе ни требаат и кој профил. И кој профил на слика. И при тоа Министерство за образование ќе знае колку училници треба да се отворат во средно стручно образование, не знам, за медицински лица, за медицинари или за, не знам, за технолози или за лаборанти, колку бруцоши ќе имаме на факултет за идни доктори, колку специјализанти и субспецијализанти. И мислам дека, и јас сум сигурен дека со таа национална стратегија, ние ќе знаеме и колку средства треба да се инвестираат и колку ќе биде човечкиот капитал во здравството во моментот и во иднина, и тогаш веќе ќе имаме јасно дефинирана слика. И тогаш ќе се намали овој момент на потреба од интервенции од сите страни за да може некој доктор да биде вработен, не заради тоа што е најдобар, туку заради тоа што има соодветни линкови за да може да стигне до посакуваната цел вработување. Но веќе во однос на вработувањето има и позитивни чекори кои што исто се нотираат од страна на младите лекари. Со специјализацијата најавувате и тука некои промени. Има цел бран на вработување. Какви се вашите релации со сите младински организации на лекари, со самите доктори? Така. Како што кажав, и начинот на работа личен и во Министерството веќе имплементираме транспарентност и отвореност кон сите процеси. И тоа всушност нам ни помага. Прво, мене како министер, јас сум многу посигурен ако некој процес
ако некој документ подпишам или некој процес поддржувам, кога знам дека стручната фела размислува исто за тоа, за тој процес, дека тој чекор е правилниот чекор. И заедно со факултетите, медицинските факултети, веќе мислам дека е втор месец, интензивно работиме на анализа на специализациите, дали треба да продолжиме како што се сега дефинирани и барањата во теренот, или треба да се менува нешто. Мислам дека ќе одиме на промена на целиот процес во специализациите, а се со цел да одговориме на барањата и потребите на здравствениот систем, нарочито надвор од Скопје. Знаете, здравствениот систем не е клиничкиот центар. Значи не се универзитетските клиники. Здравствениот систем е една амбуланта кај што има еден доктор и една медицинска сестра. Ние мораме од доле да почнеме реформите догоре, затоа со Светска здравствена организација, тие веќе се и дел од нашиот кабинет, физички доаѓаат кај нас, работиме интензивно од примарно здравство кон горе, кон терцијално здравство. Освен менување на специализациите, исто така ќе видиме како понатамо и кој профил на субспециализации треба да ги имаме. Знаете, како мала држава, тука имаме дилеми дали таков тип на многу тесни субспециализации ни требат и колку ни требат. Значи, дека ни требат, немаме дилема, но колку ни требат, кој ќе биде бројот на субспециализанти по таков област, ќе мора да биде добро анализиран, да немаме тој дисбаланс, да имаме субспециализанти кои што нема да има многу пациенти, или обратно да немаме субспециализација од области кои што ни се потребни, бидејќи тогаш и трошиме многу повеќе средства. Ќе треба нашите граѓани да земат услуги надвор од државата, тоа ни кошта многу повеќе, исто така на граѓаните време, одземање време, тој цел процес станува веќе комплексен, или семејство треба да го придружува и така натаму. Отворивме повеќе теми, повеќе реформи се најавени, измени. Апсолутно ќе ги следиме сите, ќе ве викнеме и повторно да не бидете гостин. Меѓутоа, интервјуто го почнавме политички, па така и ќе го завршиме. Не очекуваат локални избори. За жал, сите избори кај нас, дури и кога се локални, се работи за општински битки, се избори кои што се сведуваат на прашање на живот или смрт во политиката. Како вие, сега ве прашувам како политичар, не како министар за здравство, и ја доживувате целата оваа политичка битка, и сметате ли дека е вкусно во крајна линија едно вакво брутално тепање за позиции и фотели? Освен во министерството и во политиката, пристапот ми е ист. Значи, базиран на податоци, на информации, на потреби. И затоа, ако следите, јас никогаш не зборам во овие локални избори за големи теми, дали се тие национални, не знам, европски и така натаму. За жал, во локалната самоуправа се уште не гледам проекти, визија и на кандидати се уште рано, но гледам дека досега повеќе зборат за теми кои што ги тангираат националните прашања, или се дел од процесите кои што треба да се под ингеренција на влада, на министри, а не на локална самоуправа. Зборував конкретно за судирот помеѓу Влен и Дуи, особено во Чаир, мислам, навистина интензивен и брутален. И мислам дека тоа е заради недостаток прво на информации и на идеја и на визија како треба да се менаџира со општините. Додека ако гледаме Дуи и Влен, тука на Дуи им одговара, и тоа намерно го прават, за да зборат за национални теми, бидејќи локалните теми не им се во прилог. Не им се во прилог, бидејќи неколку години тие се дел од локалната власт. Ако гледате резултатите се минорни и се уште ние треба да размислиме во програма на кандидат за градоначелник да ставиме канализација, не знам, патишта, инфраструктура, не знам, се уште не ни се јасно дефинирани инфраструктурните проекти во основното и средното образование, а да не збориме за некој тип на иновации, значи за екосистем за млади, за можност за стартап заедницата во таа локална заедница и така натаму.
И сакам да кажам дека нема да дозволиме. Јас не дозволувам во тој круг на процеси кои што сум вклучен да паднеме под тој наратив на национализам во избори за градоначалници во општините. Ние ќе мора да дефинираме јасни цели, ќе мора да имаме јасна програма што се потребите на граѓаните и да излеземе со решења за граѓаните. Додека тој наратив мислам дека веќе е познат, таа политичка партија, освен што секој избори менува име на коалициите, менува и начин на делување. Еднаш се многу европски, втор пат се многу националисти, третиот пат се многу агресивни. Така да ценам дека предноста на ВЛЕН е тоа што во овој период нема скандал за корупција, предноста е дека има друг пристап кон политиката, исто така друг пристап кон менаџирање на процесите. Вие гледате дека секој министер си има јасно дефинирана стратегија и цели и транспарентноста веќе е видлива. Но го споменавте и национализмот, темата или наративот кој што сака да се прошири е дека тука од резултатите на изборите ќе зависат и меѓуетничките односи, па тука повторно се отвораат некои стари теми. Како ги цените меѓуетничките односи вие и мислите ли дека има опасност од нешто такво или е гола политика пред избори? Замислите колку е дволичност да се има коалиција во локална самоуправа досега и да се збори за таков тип на тензи. Јас ценам дека тензиите ги прават политичарите заради политички цели. Ценам дека граѓаните се многу порелаксирани. Граѓаните се визионери, знаат што барат од локалната самоуправа, знаат што барат од градоначалникот и овие се моменти кои што дуи едноставно ги креира, веќе тој наратив, уште еднаш велам дека има од единствен, тие не можат да зборат ни за резултати, никога беа дел од власта, ни сега за градоначалници таму кај што имаат. Од другата страна, еве политички гледано, дуи веќе има коалиција со левица во градови кај што во Тетово, во Гостивари, во Струга, баш заради тој наратив, за да може да добиваат гласови позади завесата, а пред јавноста да излезат со такви големи теми. Вие гледате дека тие зборуваат за Европа, зборуваат за теми кои што воопшто немаат врска со локалните процеси. Ние, уште еднаш напоменувам, ќе одиме со реални, пипливи, видливи резултати на ниво на општина. Министре Елиу, благодарам за интервјута. Благодарам за времето.